Почитуван подпредседател на владата Битики, почитуван министер Бехтеши, почитуван градоначалниче Драган Анастасов, почитуван менеджмент на ТАП, господин Петер Верчко, Петер Кочен и Чедо Петров. Ми представува посебна чест и задоволство што денеска во Пробиштип имаме можност да ја посетиме компанијата ТАП МАК, кој произведува стартер акумулатори за сите видови возила, како и тракцијски келии, односно акумулатори за вилушкари. Оваа компанија од индустријската дејност, дури 97% од производството го пласира на странскиот, главно европски пазар. Од разговорите со менеджментот добивме информација која дава мотивација дека состојбата во секторот е стабилна, со тенденција за натамошен раст и развој. Пандемијата секако дека имаше влијание на производството во првата половина на 2020 година, како и во целиот свет. Но ТАП МАК успеа на крајот на 2020 година да надополни со вкупно производство на стартер акумулатори од 1,5 милиони парчиња, што е 5% повеќе во однос на претходната 2019 година. Дека влегуваме во фаза на развој е и самата потврда на компанијата која за годинава планира двојно да го зголеми своето производство на 3 милиони парчиња на стартер акумулаторите. Дополнително, до крајот на 2020 година работеа 452 работници, а сега се 465 со тренд на натамошен раст. Во 2017 година компанијата ТАП МАК ги препозна мерките од планот за економски раст, односно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, како добра платформа за реализација на својата нова инвестиција. Во согласност со законот, оваа компанија потпиша 5-годишен договор за државна помош, со што ги забрза инвестициите. И денеска сме токму овде тоа да го видиме. Целиот инвестицијски циклус до крајот на минатата година изнесува над 20 милиони евра. Само минатата 2020 година и покрај пандемијата инвестираа 9,4 милиони евра и со тоа ги завршија започнатите инвестиции од претходната година. Инвестициите ги насочуваат во проширување на производството на стартер акумулаторите и трансакцијски келии, како и во проширувањето на дополнителна потребна инфраструктура за производство. Почитувани, ТАП МАК е една од компаниите која ги искористи можностите на Законот за финансиска поддршка на инвестициите и мерките од планот за економски раст, со кој во 2019 година се поддржани 140 компании кои инвестирале 115 милиони евра. Со низа мерки и во петиот пакет економски мерки вреден 160 милиони евра, продолжуваме да ги поддржуваме компаниите од сите дејности, граѓаните, како и извозно ориентираните правни субјекти. За извозните компании, покрај намалувањето и уkinувањето на царинските стапки, на располагање финансиска поддршка преку основање фонд за поддршка на извозни компании во висина од 10 милиони евра, кој ќе се воспостави преку Развојната банка на Северна Македонија. Се работи за ефтини кредити, како продукти за компании кои најголем дел од своето производство го извезуваат. Дополнително со кредит со 0% камата за компаниите од останатите дејности, како туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија за организација на настани, приватни здравствени установи. Исто така се овозможени овие бескаматни кредити, кои што истовремено ќе значат и дополнително ослободување од обврската во зависност од зголемувањето на својот севкупен промет и продуктивноста, односно профитабилноста на компаниите. Преку Развојната банка на располагање се 10 милиони евра за кои може да аплицираат во 2021 година. Веруваме дека инвестициите на оваа словенечка компанија која има 2 представништва во Словенија и едно тука во Пробиштип ќе продолжат. Владата ги охрабрува во амбициите да го зголемуваат производството, да извезуваат, да отвараат нови работни места, а со тоа да влијаат и во подобрување на севкупниот деловен амбиент во земјата. Посветени сме како влада да ја стимулираме развојната компонента на компаниите кои покажуваат проактивност, резултати, вработуваат и придонесуваат за развој на националната економија. Благодарам.